Добре дојавте во За или против. Јас сум Љупчо Цветановски. Најпрвин да изразиме уште наш сочувство за она што се случи во Кочани пред една година, каде што 63 лица го загубија животот, можеби најголемата трагедија во новата македонска историја. Денеска, мој гостин, имам чест да биде Владо Мисајловски, министерот за одбрана. Добре де. Благодарам на поканата. Владо, како што кажав, една година од она што пред точно една година на 16 март се случи во Кочани, ужасна трагедија, според многумина најголемата трагедија, според некој во секој случај меѓу најголемите, нешто што и ден денес го обременува македонското општество. Ти беше директно вклучен и деновиве во честувањето на овој чин, да се даде поддршка најбитно на семејствата, нели, и најблиските. Но еве, една година потоа. Дали болката прекина? Не, нема никогаш да прекине болката. Сочувство до фамилиите, до роднините. Навистина тешко и за говорење. Јас имав можност да бидам дел од меѓународната конференција каде што се разговараше на оваа тема, доста доктори, доста луѓе што помогнале, но и многу луѓе што дадоа и предлози како во иднина секоја трагедија, секоја би рекол случка што ќе биде поврзана со криза, како подобро да се действува, што ќе биде од сето ова и поука, бидејќи знаете во кризни моменти поинаку се реагира, поинаку работи свеста. Јас сакав да се заблагодарам и тоа го направив на армијата, бидејќи даде навистина премногу тој период, секој ден и за време веднаш првите часови веднаш излезе на терен и во наредните денови се разбира помагавме колку што можевме како армија и навистина една голема мобилизација не може да вратите ни еден млад човек, тоа е трагедија и навистина и тешко ми е кога говорам, но благодарен сум на сите херои, би рекол, на армијата, на сите униформирани лица, на болничарите и така натака, и благодарност за она што го направи. Тогаш сите го прифативме со огромна доза на неверица, никој не сакаше да поверува дека такво нешто можеше, но се случи. Како се сеќавате точно пред една година, на оној моментот кога дозна дека се случи ова, бидејќи како министер за одбрана беше, како што каже и самиот, и ти, и одбраната, и армијата директно вклучени во санирањето на последиците, што за среќа успеа многу животи се спасија, но како го доживеа првиот момент кој што и ден денес одзвонува по главите на луѓето? Пак ќе кажам и дури малце возбуда ми доаѓа кога зборувам. Се извинувам, но за жал имав можност и да гледам и млади деца, слики, видеа. Во тој момент сепак сум министер за одбрана, стигаа до мене многу различни видеа на гледка што никогаш нема да заборам, најтешката ног во мојот живот. Во првите неколку минути од кога дознав, веднаш отидов на работа, се направи кризен штаб и од страна на армијата и од страна на министерството во мојот кабинет беше првиот кризен штаб, потоа се префрли на единиците под различна команда. Веднаш секој еден што можеше да допринесе, се вратија многу луѓе на работа, но она што најголем би рекол процес беше тоа што многу хеликоптери, авиони, ние директно ги менаџиравме како министерство. Ние заедно со армијата, се разбира со началникот, со многу генерали, многу повици, многу амбасади, многу конзули, да се у тој момент се разбира под насока и на премиерот, сите се координиравме со сите институции, со влада, со Министерство за внатрешни, со секоја институција, со Министерство за здравство. На неколку минути би рекол имавме контакти и позиви. Една операција која што гледавме на секој еден можен начин да спасиме еден човек. Тоа беше навистина една борба огромна и го видов видеото пред некој ден што излезе од многу луѓе што преживеа. Да. Јас поинаку го доживувам тие луѓе кога ќе кажат една фала, многу поинаку го доживувам бидејќи многу луѓе на терен стварно даваа се од себе. Јас се заблагодарив и на амбасадите, се заблагодарив на многу луѓе од странство, министри директно што се комуницираше, министрот за надворешни, јас исто така, но многу и да не ги набројувам сега институциите, исто така и Созаров, владата, кризниот штаб во здравство, дадоа навистина премногу за да се спаси. За жал, на крај многу млади ангели замина и најголемата трагедија. Но системот мора да се гради, мора да продолжи. Видовме дека ерозија, дека многу години било оставено се, би рекол, низ времето да помине како систем.
мора да се подобрува тој систем. Не сме ако сега се гради некој период, потоа да дојде некоја друга влада, па да го уништи и така натака. Секоја влада треба да го надградува целиот систем и за отпорност, но и за кризни жаришта и за секогаш ќе има кризи. Ќе има и скраја да има ваква трагедија и спомнати болката мислам дека ќе остане на Македонија. Најмногу родителите се разбира, семејствата ја чувствуваат, но ние како институции сме должни секој еден час, еден ден да помагаме во системот како да биде подобар. Затоа е потребно што повеќе да се земат и возила, да се земат и различни системи, не знам, да се дополнува со средства во различни институции, каде што ќе имаме се подиректно повеќе амбуланти, ќе имаме санитетски возила, се што и треба на една држава во било каква трагедија. Бидејќи знаете од земјотресот, многу години одамна, па се до ваква трагедија или некоја слична во минатото, мора секогаш да бидеме и ние на едно повисоко ниво со она што го имаме како држава. Координацијата што се случуваше тој ден и наредните денови, ќе ми дозволите да се заблагодарам на Црвениот крст, сакам еве кај вас тука директно. Јас контактирав секој еден ден со Црвениот крст и благодарам до нив и поздравувам сите. Навистина огромна работа завршија и преку нив идеше и сметката и многу детали знам, многу работи, неспиење многу денови само за да се спаси секој еден млад човек. И благодарност до нашите соседи, благодарност до многу земји што прифатија и во војни центри, и во болници и така натака деца што подоцна и помагаја и да се грижат како пациенти. Благодарност, но треба да продолжиме да го градиме системот. Сега малце пошироко, ја и детали знам за многу работи. Никако некој, еве директно да кажам, никогаш не сум го кажал, некогаш немаше место во хеликоптер или во авион за плюс дете, но не пуштавме да замени хеликоптер или воен авион додека сите деца не влегува. И тоа беше во момент се збореше со пилоти, се збореше со војни аташеа со странски држави, со амбасадори директно преку мене, генерали, слушаа повеќе луѓе каде што баравме секој едно дете да стигне таму кај што треба за да му се помогне. Некои има навистина големи повреди и благодарност уште една што ги примија сите тие деца. Според многумина, особено според странските експерти, оние кои што го имаа пропатено тоа како романците, најбитна во моментот, есенцијална беше брзата реакција и распоредувањето, како што кажавте и вие, низ странските центри, соседството и болниците. Така. Тука добивте и вие како министер, но и владата, директни пофалби од лекарите на повисоки позиции што раководеа со јавните институции, дека, како што кажавте и самите, сте правиле силен притисок во ред, нели, за брза реакција сето тоа, но бирократијата, како и секаде, и во европските земји е голема, имавте пофалби големи дека сте притискале на вистина и многу голема благодарност ви изразија вам лично, токму лекарите, заради тоа што сте го направиле. Јас не барам такво нешто, ниту треба некој да ми рече. Да, јас само се заблагодарив на армијата и луѓето што на терен работеа постојано. Притисок дали се правеше од наша страна како држава? Да, многу голем притисок. Јас кажав и на конференцијата, можеби Министерството за одбрана, ќе го земам јас како Министерство и армијата се последни оние што треба да излезат, нели, по закон и по устав, во било каква криза, но зборам освен ако е воена, се разбира, но тоа ние го правевме и излеговме рамо до рамо со сите, бидејќи секој еден во држава се сплоти да спасува деца. Да спасува нечие дете, секој, и ние имаме деца, трагедијата не зафати на сите и максимално се даваше напор да се помага. Да, многу земји веднаш прифатија механизмот што се европскиот механизам, да, тој ќе биде, тој се уклучи во текот на денот, но ние како држава билатерално стапивме во контакт со скоро сите земји. И надвор од механизмот и пријателски, и колегијално министерот за надворешни работи постојано вртеше како стига различни, морам да бидам искрен, целосно и секогаш ќе бидам, многу колеги сами ни придоа, сами ни рекоа што треба да се помогне. Јас тоа нема го заборавам и затоа сега кој да побара, кој бил од нашите соседи помош, и не само соседите, секој ден што ни помага, со оној капацитет што имаме ќе помагаме, мора да помагам. Во вакви моменти се гледаат, се разбира и пријателите. Најбитното нешто, министре, дали од сето ова научивме нешто како држава и како општество? Јас би зборил повеќе за системот. Ако ми дозволите, сепак сум министер за одбрана, дека треба го надградуваме, тоа го спомнав постојано.
дека треба да вложуваме во капацитети. Јас мислам дека човечкиот фактор и потенцијал го имаме. Имаме луѓе што навистина се квалитетни, одлични доктори. Чувството на обединето се примети. Тоа и во тешко се гледа дека Македонија се обедини, дека во секоја една ситуација има квалитет каде што можеме како држава да го негуваме, да го креаме, еве како медицински капацитет утре и во НАТО може да го представиме овој кадар здравствен што го имаме во оваа држава. Имаме многу професионалци на терен што може постојано да помагаат. Тоа многу може да се научат од секоја криза. Од ова е многу болна, бидејќи многу дечиња загинаа, но и за време на друга непогода што би се случила, треба да гледаме како да го подобруваме секој еден сегмент. Но ќе кажам, ни требаат повеќе обуки, ни требаат повеќе квалитетни опреми, различни за нови возила, нови амбуланси. Се треба да се обновува со текот на времето, бидејќи се покажува дека во тешки ситуации тоа е многу потребно. Ние сите возила што ги имавме, што ги побара државата, ги ставивме на располагање, од санитетски, од медицински, секакви камиони, се што имаше потреба. Во тој момент, бидејќи тие неколку часа се пресудни. Дали во тој момент ќе бидат на правото место, и затоа битката што имаше беше што побрзо деца веднаш да се однесат во центрите за огромна нега на секаде да се покаже, односно од сите тие деца да им се прикаже. Знаете, после Созара и родителите ги прати на сите дечиња што веќе беа, и не само деца, и повозрастни имаше каде што требаше да им се помогне. Тоа е систем каде што треба да учиме, еве, и Европа може да види пример од нас за некои работи како се справивме со оваа криза, би рекол, иако никој не може да се пофали дека нешто, како да кажам, со позитивно се завршило, бидејќи не може. Загинаа многу ангели, млади луѓе. И секогаш ќе биде најголемата трагедија. Јас кажав дека е и најлошата денови во мојот живот. Останува поддршката за семејствата на починатите и за оние преживеаните со повреди, така како влада. Апсолутно, целосно и постојано и се зборува и на влада, и секоја потреба што ќе има се отвара таа било која седница точка, се помага. Тука никој од владата нема двумење дека целосно се што можеме ќе помагаме секогаш. Да продолжиме и со останатите теми. Ова е тема која што ќе остане во Македонија, нема да биде ова само една година одбележување, ќе ги чествуваме, нели, секоја година, тоа е наша обврска. Продолжуваме со останатите теми. Светот е обременет од она што се случува на Блискиот Исток, истовремено она што се случува во Украина, па имаме кошкање меѓу Пакистан, Авганистан, значи многу војни во моментов, но сепак најголемата загриженост поради многу работи доаѓа токму од Блискиот Исток, од Иран, но еве да почнеме со Македонија. Како ја оценувате како министер за одбрана безбедносната состојба во Македонија? Да, благодарам на ова прашање. Една од клучните теми во општеството, стабилна, се разбира, добра, стабилна, безбедна состојба имаме во државата, и тоа го потенциравме на Советот за безбедност. Многу брзо го свикавме, тој, мислам, претседателката го свика за да се видат сите извештаи од сите структури, од сите агенции, од сите оние што работат на терен во момент да ги приберат сите информации. Со сите заеднички служби што соработуваме, да ги прибиеме и тие информации за да видиме што се очекувањата. Гледате дека продолжи во наредниот период, би рекол, она што е војна, што е сериозен удар во Иран. Во првите само неколку часа, во првите неколку дена се трошат милиарди евра. Тоа се илјадници ракети што паѓаат на тлото на Иран, но исто така и од иранска страна гледаме дека таа армија и тоа што го правеле во позадина, тоа е сериозно вложување во иранската држава со наоружување. Имаме илјадници ракети, тоа се милиарди долари потрошени за ден. Јас ги имам и отприлike повеќе детали колку тоа би чинело, колку изнесува, како вид на ракети, како вид на противвоздушна одбрана имаат, како вид на одбрана се применуваат и Иран, но и Америка и Израел, но и она што се случува на нивните соседи. Ова се сериозни удари и врз економијата на секоја една земја. Но она што го знаете, ние како став, како влада, веќе го кажавме, се разбира, ние знаете, имаме најдобра соработка со нашите стратешки партнери, но она што е како слика во овој момент, конкретно за Министерството за одбрана, и јас како прв човек таму, е што повеќе да вложуваме ние во нашите капацитети
и се разбира со новите цели на способност во нареден период да вложуваме многу и во нашата противвоздушна одбрана. И тоа е нашите 10 за следните 10 години токму тоа го планираме сега. И како вид на системи да купуваме, што ќе купуваме, како ќе се доградуваме и така натака. Во овој момент тоа го работиме и веќе денеска поминавме некои договори каде што ги разгледуваме. Многу работиме во министерството, многу состаноци, многу клучни работи преземаме овој период, бидејќи да тргнам она што се случи во првите неколку дена. Се знам дека има многу и фейк ньюс вести што излегуваат по портали. Јас сум секогаш внимателен во овие информации што ги давам, бидејќи сепак ја представам владата, го представам министерството. Она што првиот напад е направен, односно првата причина е нуклеарното, би рекол, наоружување на Иран и начинот и процентот до колку може да достигнат со нуклеарната програма, но од друга страна се види дека и нападот што се случувал е против Иран и огромното наоружување што го имале Иран во моментот, бидејќи илјадници ракети се и од нив испалени кон Израел и кон сите оние земји што се во соседството, но видовме и до Кипар и така натака во различни бази и слично. Дали ќе продолжи и наредниот период, јас очекувам да ќе продолжи се додека не се постигне целта на Америка како главна стратешка цел, има различни цели. Ние правиме компаративни анализи, анализи дневни, војни, се разбира на се што е цел, што се прави во тие земји од страна на повеќе показатели што ги имаме, се разбира економските, влијанието и врз државата. Еден од показателите што постојано го разгледуваме и со различни анализи е тоа врз економијата, економските показатели, бидејќи тука како држава би имале најголем проблем, би рекол, и веќе се чувствува не само во Македонија, на секаде во светот, дури кај нас можеби помалку тие економски удари се чувствуваат, но бидејќи зависност од газ и така натака, и тоа е сосема различна тема. Знаете, околу Теснецов се што се прави моментално, би рекол, големата битка е тамо, но и она секој дневие во Иран е стотици илјадници ракети на дневно ниво. Иранската морнарица, беспилотните летала, сите овие клучни, би рекол, точки на Иран се нападнати. Најголем дел се уништени против воздушните системи, радари и така натака се онеспособени, но главните стратешки цели на САД кога ќе се постигнат би можеле да видиме дека би се завршило сето ова. Мислам дека во наредниот период тоа ќе се случува и се гледа дека се повеќе и повеќе се употребува војна сила. Но и денеска и се повика и НАТО зимите, каде што малце се дисбаланс се направи или малце различен контекст на сето ова што е. Иако таква тема не е повикана во НАТО да се разговара, да се отвара и што кои се случувало и слично, но проблемот што делот зимите би го имале со снабдување со гориво станува. Знаете, голем процент од тие земји што се во тој дел на светот се зависни од таа нафта, но и дел и од газ што се зема. И сега треба многу се слуша кој профитира, кој добива, кој различни ќе слушате теории на заговори или слично. Големите сили секогаш имаат план. Големите сили секогаш имаат и бекап план и пред да се случи нешто вакво, како тоа би го изменаџирали како економски последици. Кога зборам големите земји, исто така мислам и на Русија, и на Кина, и на сите останати, какви они си имаат своји планови и да видиме што ќе се случува, па потоа ние со дополнителни анализи би излегле. Внимавам да не кажеме некои работи што се малце би рекол, доверливи, за и ние да знаеме како држава да ги гледаме сите тие работи што ги прават големите држави, како во кризи, па и да прават долготрајни, би рекол, чекори, како да си зачувуваат или да прават стратешки поени за војднина. Пример, ако гледате дека многу долго се заговара некаков чин на војна, многу резерви одамна од некои земји големи биле купени или резервари со нафта. Разбирате? Знаело, да. Некои земји тоа го прават за нивниот кризен менеджмент. Се не бидел директно, но многу земји имаат дополнителни резервари, многу земји електрични возила почнуваат да произведуваат и така натака за да заменат употреба на нафта или слично. Тоа се долгорочни стратегии или би рекол подиректно мислата од преска за доктрини на земји, каде што тоа се прави. За жал, стотици, илјадници луѓе гинат на ден. Да се надеваме дека посакам се разбира што побрзо да заврши ова.
би посакал мир, но нестабилна е ситуацијата од ден за ден во тој простор и се разбира, ќе следиме се и ќе информираме доколку има потреба за како министерство за се што има потреба од вас медиумите што ќе стигне до нас, секако ќе ви информираме. Значи сепак најбитно за македонците, односно за Македонија, натрешната стабилност е на ниво како што треба, иако ние не сме, нели, страна во војната или во конфликтот, немаме да не речам разузнавачки, контраразузнавачки информации, ситуацијата е стабилна. Тоа е најбитно за Македонија. За нас е стабилна, се разбира. Сега, видете, има доста, она што не го кажав, доста и, би рекол, прокси елементи. Така. Што секогаш би можеле тие да направат штета на било кој начин. Јас пробувам да бидам внимателен за да не направиме негативна појава, да речам дека нешто во Македонија би се случило, но секогаш секоја институција што е надлежна за овие работи, се разбира и нашето разузнавање, но и сите останати агенции и така натака, треба да внимаваат на тие прокси елементи, бидејќи секогаш постои можност за да нешто да се случи. И тоа е наша работа како држава да ги гледаме постојано тие случувања и да ги следиме. Апсолутно тоа секоја земја го прави, па апсолутно и ние. Посетата на генералниот секретар на НАТО дојде буквално во време кога започна, беше според многумина неочекувано. Имаше дури и најави од оние експертите, да ги наречам, од Тему, кои што најавија дека ќе одложел посетата и слично, но еве, сепак Руте дојде во Македонија среде една криза, конфликт на Блискиот Исток. Што значи ова за Македонија? Па силна порака, апсолутно ние договаравме да имаме државничка средба на највисоко ниво, тоа се случи и благодарам за посетата многу, поготово што пораките што се упатија кон светот беа тука од Скопје, од кај председателката, директно од кабинетот, од резиденцијата, каде што еве генералниот секретар упати доста пораки, дека НАТО е обединето, дека секоја педа ќе се одбрани и така натака. Но се отвори и доста работи каде што постојано се отвара прашањето како ќе стигнете до очекуваниот буџет. Зборам во наредните, ние сме се над 2%, апсолутно, но до 3,5% колку ќе се вложува во одреден дел. Ние сме една од поновите земји членки во НАТО и не може да ги стигнеме процентуално останатите земји низ годините што вложувале и постојано имале нови опреми и така натака. Ние треба да гледаме се она што ни го даваат како НАТО да стигнеме. Го видов задоволството и од НАТО кон нас, бидејќи сме навистина војен партнер. Даваме се од себе да обезбедиме посредства, гледаме да биде во модернизација поголем процент, се бара 20, ние сме над 32%, гледаме да подобриме инфраструктурата. Лјупче, јас знам дека многу луѓе очекуваат се наеднаш да направиме, не е возможно, јас сакам најмногу од сите. 30 години многу капацитети биле оставени од времето. Ние сега имаме повеќе договори држава со држава каде што се крупни, но ако купувате вие огромен број на возила, треба тие возила негде да ги сместите, не може само да ги купите, но не се гледало на тоа. Ако купувате хеликоптери, треба да ги сместите исто така. Ако купувате ракети, исто негде треба да бидат согласно регулативите. И сето тоа треба паралелно да се прави, тоа се многу средства и тоа го правиме во овој момент. И оние пораки што ние можеме да ги кажеме кон Руте, што све правиме навистина на едно големо ниво, што го работиме, сме поздравени и благодарност. Ја имав можност цел ден да бидам заедно. На сите состаноци разговаравме на многу теми, со премиерот офатија многу теми, дури и се разговараше за европската интеграција, што е клучно прашање, бидејќи е дел поврзана со заедничка одбранбена политика, стратегија и така натака, бидејќи доколку бидеме и членка во ЕУ, тоа е дополнителен стимул во одбраната и така натака, една поголема слика и слично и предлози како до надминување на сите прашања што ги се поврзани во одбраната, различни ви рекол предлози од различни земји како да стигнеме до очекуваните 3,5%. Многу теми, навистина благодарам уште еднаш. Се надевам дека вакви средби би имале повеќе пати зашто се конструктивни. Сега велам повеќе пати, очекувам сега набрзо повторно да имаме средби во има НАТО самит, каде што ќе биде во Анкара, тоа ќе се случи многу брзо за неколку месеци. Јас претходно би требало и министерски состанок во НАТО, каде што ќе имам можност пак таму да седам со генералниот секретар. Навистина добри пријателства би рекол и добри вака разговори што за нас во одбраната ќе помогнат. Историски најголем буџет во одбраната досега, нешто што треба да значи ова за Македонија, бидејќи да соодветно на овие кризни времења во светов,
одговара целата приказка, но што ќе значи овој најголем буџет во одбраната за Македонија? Видете, најголем дел се трошат на, како што спомнав, на модернизација, но и на преземени обврски. Јас сакав оваа година многу плюс опрема да набавиме, но од толку превземени обврски што гледале само да направат во претходните раководства повеќе договори, а не размислувале на начинот на исплата, прави еден, би рекол, проблем во буџетот на министерството оваа година. Многу пати велам дека една од потешките, бидејќи многу плаќање има од тие договори, поготово за Леонардо. Но ќе ја издржиме, се разбира, ги имаме сите средства и дополнително многу проекти. Денеска го потпишуваме договорот, овие денови официјално ќе излезе за нови 4000 пара на униформа. Започнуваме постапка за нови чизми, што претходно не било редовно. Минатата година добивме 4000 униформи, сега пак се нов договор, постојано до крајот на годината целосната опрема планирам согласно можностите да распишеме постапки, све да се обнови, многу капацитети во министерството, во одбраната, односно во армијата да почнеме да ги правиме нови договори за реновирање рамковни за сегде во касарните да влеземе. Поминавме неколку договори, и грантови да земеме, тоа дополнително би го кажал. Разговаравме со дел од синдикати, денеска имавме бака еден состанок како на сите оние што полнат војници 45 години да им обезбедиме пензионирање, односно место во министерството и во армијата. И тоа како секогаш е ветувано, никогаш не исполнета заеднички со армијата, тоа да го направиме и со синдикатите. Се видовме со дел со сите, ќе се видиме, за да биде квалитетно одржливо решение, бидејќи дел од процентите што ги вложуваме во буџетот свела заедно. Лјупчо, бидејќи дел од тие средства се за одвоени за човечки ресурси, за луѓето, конкретно за армијата, за војниците. Дел од овие средства постојано треба да бидат дадени кон нив. Исто така со зголемување на буџетот, да се зголемуваат и примањата, нов колективен да се договара, еве ќе почнеме и за тоа да видиме дел од работите што се спорни, да ги разговараме, бидејќи имавме и негативни забелешки од ревизија. Разговараме исто така и планот за јавни набавки најголемиот. Многу постапки се во тек и тоа ќе го направиме. Денеска поминавме доста проекти држава со држава што ќе склучуваме следниот месец. Не очекуваат и стратешки разговори во САД, каде што јас ќе одам заедно со поголема делегација, каде што ќе отвориме прашање и за наредни 10 години за вложување во различни нови системи, што мислам дека ќе бидат најкрупните вака нови договори влада со влада, барем така очекувам. Исто така, еве, стигна дел од страјкерите, набрзо ќе имаме промоција, ќе ви известиме, мислам дека до крајот на месецот сигурно тоа ќе се случи. Сите GLTV возила стигна, набрзо ќе стигнат Мистрал ракетите, работиме многу. Еве, дел од хеликоптерите се прават, знаете дека 8 хеликоптери треба, еве веќе овој месец требаше да заминам и на таму од лице место да прикажеме. Можеби нема овој месец, наредниот секако ќе отидам каде што ќе видите на лице место за првиот да стигне во текот на оваа година и вториот. Све се работи паралелно, но ова се сериозни вложувања. Можам уште многу да зборувам. Паралелно е проектираме многу, хубаво ми е важно да го кажам, ќе ми дозволите. Проектираме многу капацитети. Ако следната година ние имаме и поголем буџет, вие за да ги потрошите парите ви требаат проект, дизајн ви треба. Такви немаме во министерството од минатото многу. Сега гледам што повеќе се направат проекти за утре да почнеме постапки за различни работи. Гледаме, еве, веќе во крај се работи, за некој месец треба да биде готов и домот наравно како проект, па после да го тендерираме. Хотелот Шар исто така се работи еден комплекс да најдеме преку здружение и така натака или преку повик да распаднати капацитети да ги дадеме на некој што би сакал да ги работи во возраст, да ги обнови целосно. И подиректно, денеска го кажав, тој на управна група имавме каде што различни точки. Имавме еден прекрасен состанок со ФФМ каде што ќе ни помогнат и во делот да се надевам, ако се разбира направиме заеднички проект, да ги ни обноват сите игралишта, сите капацитети, ние возраст да дадеме термини или така натаму, ако се договориме како јавно-приватно некое партнерство помеѓу страните, се она што е оставено низ времето да го обновиме и тоа многу побрзо, без средства на министерството, што ќе биде една убава приказна, но нека стигне до тоа, ќе ја покажам, зборам за војниот стадион, зборам за некои игралишта или оставени во касарните што се никакви, сосема нови да станат и така натака, зборам нови капацитети, пак разговаравме и тоа ќе го направиме за нови капацитети, нови теретани, она што е потребно за специјалните војни, специјалните сили,
поготово за волците, од последниот состанок што го побара. Дел да ги смениме оние објекти што се многу лоши во секоја една касарна, дел по дел веќе ги објавив јас како што ќе се прават, ќе се реконструираат, нови вециња, нови. Све треба од лифтови до се можно. Збориме за некои 300 јавни набавки што ги имаме низ годината. И сето тоа паралелно го работиме. Можам сите да ви ги кажувам вака што ќе бидат, но мислам дека цела емисија само за тоа би зборил. Но важно ми е сите овие процеси да се движат. Набавка на нова муниција, на ново оружје со Турција, имаме дополнителен договор за нови снајпери, многу проекти што следат и мислам дека оно што го работиме позадина, добиеме стотици возила на една друга вака платформа Грант, ако успееме. Сето ова паралелно се работи, навистина многу проекти, некогаш јас не се фалам со многу работи, но мора да ги завршите, припремите би рекол, за потоа да видите дека и наредните години ќе има дела, што некој ако ги вложува постојано, се разбира дека така ќе се помогне на армијата. Следна година да имаме преку, не знам, X средства од овој буџет, да зголемиме. И мора да имаме проекти, освен ако не купуваме цело време оружје. И за тоа ви треба доволно време за да направите договори влада со некои држави или да отворите некои постапки преку јавните постапки кои траат јавните тендери. И еве да ги поздравам работените во министерство, работат на многу процеси, паралелно се работи на неколку закони, ќе отвориме еве и законот за критична инфраструктура, законот за пожарникари, сите овие се во завршна фаза, отворени делси од претходно раководство оставени да бидам целосно фер, но дел од тие ќе продолжите и понатака. 1 милиарда издвоивме директно за општините, за сите пожарникари. Прв пат се дава целосна сума за сите општини, да ги даваме ние платите преку министерството и многу други проекти што следниот период еве ќе ги видите. Добрата подготовка е основата на секоја работа за да понатаму оди. Но еве, самите споменавте многу проекти, колку што знам. 17 имате само за 2026-та проекти. Тоа се најголем дел на проекти. Поголемите има многу помали. Ке има многу проекти, многу. Еве сега правиме набавка што ќе биде од пола милион евра само за реновирање и реконструкција, да влеземе сегде да почнеме. Знаете, ќе чуете и на некој медиум или ќе сликаат слики, ваква била состојбата. 30 години може лош. Но минатата година е пред крајот набавено е се од, не знам, од хигиена, се можно е набавено. Треба се нови униформи, нови чизми. Да ли може наеднаш сите капацитети да се направат 30 години? Јас сакам најмногу од се, но не може наеднаш. Дополнително ќе се вложи во војната академија, во секоја една касарна. Еве денови веќе имаме состанок и за да видиме пус проекти и за министерството, проект за направиме за дополнителни работи што ќе ги направиме во самото министерство. Нови системи, нови средства за сајбер опрема и така натака. 17 мислам се само делот во инфраструктура, повеќе ќе бидат каде што дел ќе започнеме постапки, дел ќе ги тендерираме, но дел и директно многу набрзо ќе навлеземе секаде да поправаме и да реновираме. Од 2004 И ова е малце. Така. И ова е малце, треба многу. Имаме многу капацитети. Многу капацитети што неискористени. Да, па имаме еве и воен хотел имаме и тој го проектираме за да го направиме. Тој е иселен бидејќи статиката не бива добра и нормално мора да се направи целосно. Значи многу проекти мора да се направат како проект, но решение за после да се аплицираат, за жал мора и тоа да се направи ниво направено. Зошто, министре, толку години никој ништо не правил? Сведоци сме, луѓето се поминуваат покрај објектите. Дел се и во јавни простори, касарните да не зборуваме. Чуму така се е зафрлено, оставено на ветромина, нели на ветриштата, да буквално времето да ги јаде што се види. Зошто никој не правил ништо? А очебино е, зборуваме и за проекти среде градови, но и за касарни покрај кои што се поминува, се гледа објекти кои што пропаѓаат. Зошто немало интерес? Еве, кај минатава влада која што не мрдна со прст да не се лаже. Видете, но во избори потпиша многу или пред избори огромни договори, па што се заглави буџетот и видете, се јас многу пати кажувам, еден хеликоптер можеби ако помалце се во овој момент бил дел од договорот, ќе се направиле најголем дел од касарните, па подоцна можело плюс да се донарачаат хеликоптери, но така оцениле дека во тој момент 8 треба да се нарачаат во истиот момент за да се затворат парите, иако долгорочно можело тоа да се испланира, или не знам неколку други проекти што во тој момент ги направиле да барем дел од тие средства да се оставили за инфраструктура. Мора паралелно според мен.
тоа е моето мислење, да се издвојуваат на секаде во секој еден сегмент средства и еве тоа го правиме и се разбира ќе продолжиме. Но очекувам и сигурен сум дека следната оваа година ќе влеземе и во една огромна фаза на преговарање со држави и пред со нашиот стратешки партнер за многу нова опрема што пред се ќе биде во противвоздушната одбрана. Ова се стотици милиони евра што би требало да се вложат. Се разбира ќе биде во една транспарентна постапка, сето ова први треба да помине разговори низ она што се клучни документи во министерството и потоа да излеземе, мораме да вложуваме, поготово гледајќи ова што се случува на Блискиот исток. Ти спомна и други жаришта, Украина не сме да се заборави, бидејќи таму постојано исто така се војува и ние да си гледаме што повеќе се модернизираме, бидејќи слушате и наративите и би рекол и од Балканот се такви какви што се. Но ние да си вложуваме кај нас, да имаме пријателства, да бидеме спокојни, да бидеме како влада, сме стабилни, тоа е многу важно, имаме стабилен амбиент, стабилна политичка гарнитура за многу години од сега, да го гледаме тоа како еден добар показател за вложување дополнително во мирна состојба, се разбира. Од 2004 година одбрана ми беше сектор, буквално кажано. Јас следам одбраната и надворешните работи. Прошетав многу и соработував со различни министри, зборуваме од времето на Манасиевски, Леновски, Јолевски, кој веќе не помина, но имам едно чувство, бидејќи колку толку ги познавам работите, дека никогаш не било како сега во однос на соработката, особено со стратешкиот партнер. Работите никогаш не биле вака разгибани, што вели народот, раздвижени, поддршката и соработката и се гледа и според тоа што правите и како правите, според она што го донесовте како ново наоружување и проектите кои што се одвиваат. Впечатокот опште не мора да следите, не знам како е, дека главниот дел околу модернизацијата на армијата на Република Македонија се одвива токму во соработка со стратешкиот партнер, најголемиот стратешки партнер, имаме и други, Америка. Јас мислам дека ќе продолжи тоа уште позасилено и јас секаде го кажувам, тој сум благодарен и за комуникацијата, и за координацијата и на амбасадорката Агилер што замина, но и сега на раководството во амбасадата. Секој дневно разговараме, договараме, преговараме, една феноменална соработка. Благодарен сум и многу ни помагаат како држава. Никој не ни помага. Никој како земја, имаме многу супер пријатели, имаме се и повеќе стратешки пријателства и тоа е одлично, но со овој интензитет и капацитет и некогаш не е само до опремата, некогаш е се информациите, некогаш е и обуката, некогаш е не знам, разузнавачките информации и сличност што се многу важни за државата и верувајте дека стратешкиот партнер ни дава информации, секогаш ни дава опрема и така за зголемен мир во државата, за зголемен мир. За подобро, би рекол, за подобра слика, за побезбедна слика и така натака. И дали сега вие сте заклучиле дека е таква состојбата, јас можам да ја подобрувам. Тоа ми е мене задача. Јас како министер за одбрана треба да правам пријателство. Да правам стратешки пријателства и да правам нови проекти што се разбира ќе ја зголемат безбедноста на државата. И сега од тие постапки што ги правиме како јас не само како министер, тоа значи и началникот на генералштаб, генералите, тоа значи и вработените во министерството, секторите. Јас не сум сам во оваа приказка, сите овие луѓе работат мако трпно и благодарноста е таму, не е на мене. Благодарноста е што сите овие процеси се движат заеднички и мислам дека ќе имаме многу проекти и во иднина со стратешкиот партнер, но и со другите би рекол држави земји на НАТО, членки на НАТО, но и да ги изголемуваме пријателствата со, би рекол, сојузниците што порано малце на некој начин сме ги намалиле односите или координацијата и како што во пример би кажал со Турција. И таму треба да имаме дополнително, бидејќи многу опрема добиваме грантов таму. Што повеќе пријателства добивате и повеќе опрема, но да не заборавиме на секој еден што ни помага да возвратиме, се разбира. Имаме уште многу теми за отворање, ќе зборуваме и за новите работувања кои што се предвидени и другите случувања во одбраната. Со нас е министерот за одбрана Владимир Савовски. Се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас.
Се враќаме во за или против, мој гостин е министерот за одбрана Владо Мисајловски. Министре, зборувавме претходно за она што се случува во светот во Македонија, една работа која што израдува многумина, гледано од гледна точка на армијата како армија, едно е да наоружувањето, логистиката, па дури и објектите, касарните, но армијата како прво е војска. А има недостиг на војска кој што меѓу другото вие најавивте 300 вработувања во армијата. Да, и мислам дека многу набрзо ќе започне конкурсот. Знам дека нетрпеливи има доста кои што сакаат да бидат дел од овој процес. Завршуваме со онаа бирократија што велиш ти. Многу набрзо ќе го објавиме конкурсот. Мислам дека ќе има пак голем интерес. Минатата година над 1800 се пријавија. Очекуваат сите млади што очекуваат да ги информирам дека многу набрзо ќе излезе конкурсот, ќе најавам и јас. Секој што сака нормално да биде дел од армијата е добре дојден. Мене драго ми е што има голем интерес, што многу млади луѓе ја сакаат армијата, многу и мажи и жени сите сакаат да бидат дел од овој колектив. Пред се поради ова често пати го кажам и ќе го кажам и сега, поради тоа што е една од најдобрите институции, апсолутно Министерството и армијата. Според мене, но мислам дека и според... Со најголема доверба меѓу граѓаните со години на назад. И транспарентноста е огромна, и она што е како обука, квалитет, кадар, професионални луѓе. Сега, има и се разбира во секој колектив некој што поинаку мисли или поразлично толкува некои работи, но најголемиот колектив е, мислам дека најдобрите и најпрофесионалните луѓе се во армијата, каде што може да се научи премногу, не само за и за животниот пат, да ги насочат овие млади луѓе на дисциплина, на здрав живот и така натака, но и да станат, би кажал, најпочитувани луѓе, тоа е војска, да бидат, може потоа и во специјални единици или не знам, каде све ќе се пронедат, но драго ми е или ќе останат професионални војници, се разбира, може после 45 години да се замине некој, но секогаш ќе остане почитуван бидејќи бил дел од војската. Еве, ќе има и различни други огласи, каде што и за цивилни лица, ќе има и за во Министерството. Ние сме со закон, имаме процент колку може да имаме вработувања, каде што ќе објавиме и такви вработувања, секој што сака ќе може да аплицира и тамо. Се разбира, во Војната академија ќе си има конкурси, се разбира за питомци, доста ќе има вака нов и свеж кадар што ќе привлечеме, еве, ги повикувам сите да следат, апсолутно ако има интерес да се пријават и се разбира, условите ќе се подобруваат, платите и колективниот договор се на едно добро, високо ниво. Она што мене ми е драго што постојано ќе разговараме за подобри услови, ќе разговараме за уште подобра институција, така што мислам дека ќе бидат на пиедестал сите што ќе работат и во иднина во Министерството и се разбира и во армијата. За кои родови поточно зборуваме за овие 300? Ќе има различни, се разбира. Првин да ги провериме сите дали ќе поминат. Сакам ќе ми дозволите нешто да кажам. Сите што аплицираат нека почнат да вежбаат од сега за физички тестови. Тоа прво нема замолам. Нема со партиска книжка како? Не само нешто нема тука, ако не поминат на физичко не може да продолжат понатака во делот на другите би рекол тестови, после има лекарски, знаете, се прави лекарски тестови, така натака, тамо мора да ги поминете сите тестови, па да стигне и до стручниот дел во интервју и така натака, но од сега еве имаат простор додека се објави, додека бидат повикани, бидејќи многу млади луѓе тука се преполувува бројката или повеќе, еве сите тоа мора да се помине. Тоа е така натака, но размислувам и за многу новитети што и од Војна академија ќе бидат, еве деканот да пофон со доста идеи, каде што ќе развиваме и различни, би рекол, смерови и така натака, бидејќи едно од работите што мора да го размислуваме во иднина и тоа е што повеќе дронови да купуваме, се разбира, но и управувањето, така натака, специјални лица, војска што ги управуваат или слично, каде еден различен проект што ќе биде интересен, што би требало да го представиме во нареден период, она што нужно треба и што според мене е клучно сега во овој период. Многу луѓе од Министерството ќе идат на обуки во Италија, во Леонардо, поготово од Винкот, каде што најголем сите од Винкот, каде што треба да се обучат за да новите хеликоптери Леонардо. Но она што како центар за обука за пилоти го немаме со години ќе биде проблем. И од сега размислуваме и требаат средства, многу средства да се стави во функција, за да имаме кадари да обучуваме и нови пилоти, да имаме нови техничари. После долго време се објави конкурс за техничари
во Винго што ќе помагаат, тоа е мислам дека набрзо ги помина сите тестови, набрзо ќе приеме и таму персонал. Ни требаат и механичари, ни треба секаков вид на имаме ВМЦ, ни треба доктори, воено-медицински центар, ни треба се од квалитетен кадар и согласните ќе распишуваме различни позиции, но секој еден што е сака и што ќе се пронајде е добре ден, се разбира. Нов светски тренд кој што го има и по западните земји како Германија. Дали се размислува и во Македонија за враќање можеби на воениот рок? Јас многу пати сум го одговорил, не во овој момент, но еве како многу земји прават како еден вид на обука, вело го враќаат воениот рок, но според мене една обука, еден различен пристап, дали 2 месеци, дали 75 дена или така натака, па делови од овие земји средствата директно у човечки кадар де факто ги вложуваат, што не е така лошо. Јас ако од било каква иницијатива стигне од армијата, каде што и од другите институции, каде што во тој момент би се проценило, се разбира, би влегле во тој проект, но е поврзано со инфраструктурата преска што ја говорев. Ние мора да обновиме целосно инфраструктурата, што се сеќаваш ти многу касарни порано беа дадени на општините. Дел од тие касарни се продадени, не знам, земјиштето е продадено, тие капацитети ги нема и така натака. И ние мора да обновуваме и се е поврзано со финанси. Апсолутно. И затоа велам, многу треба да се вложува во армиските капацитети, па макар и некои капацитети да не се употребуваат. Но треба да ги имаме како држава. И сега за во овој период многу пати сум кажал дека не се природно, секој што сака доброволно може да и сега може тоа да го направи. Но како проект, ако во иднина го развиеме, секако. Еве ќе бидете први што ќе го дознаете сега, се разбира. Како министерство се занимавате со покриви, буквално поправање со објекти, но тоа не ви пречи? Апсолутно не сега правиме неколку покриви во моментов, и тоа во Генералштаб, на повеќе локации, каде што мора тоа го направи, не само покриви. Не ви е понижување, значи треба да се направи. Настрешници, вециња, лифтови, се што ќе ви текне се прави. Се што мислите дека во сите институции го има кај нас во една, го има бидејќи огромни капацитети, има огромни постапки и паралелно. Нормално дека не ми смета, јас морам некогаш можеби е чудно министер и за вакви работи. Перцепцијата од надвор е дека не се грижи за сите овие работи, но јас пробувам во секој еден сегмент да навлезам за да обезбедам доволно средства, да биде колку што можам постапката во ред. Некогаш, не знам, некои тендери ќе ви паднат или постапки каде што не предвидувате, па може да имате застој или слично, но треба паралелно, не треба системот да биде се подобар и подобар, квалитетни луѓе, тоа да биде армија. Цело време да се прават сите процеси. Јас пак ќе кажам, кога дојдов во министерството немаше 2 плати. Фалија во буџетот да се исплати се согласно и колективен и така натака. Се исплати последните 5-6 години по тужби се исплати све. Тоа се милиони евра што се обезбеди. Тоа можеби наеднаш престана веќе да се зборува бидејќи веќе не е тема. Дали ќе се појават дел од тие, најголем дел на тужби исто така ги исплативме. Скоро најголемиот дел ќе се појави некоја нова исто така ќе разгледуваме. Еве доста има неколку различни, би рекол, групации исто така сакаат да се одговори на нивните тужби. Еве директно кај вас ќе искористам приликата. Секој што сака да ја подобри состојбата и да помогне, дали е тоа синдикат или групација, за да се најде начин да нема тужби, јас сум тука, се разбира, но мора тоа да биде согласно закон и устав. Поинаку никако. На секој еден ќе му помогнам, на секој еден поединец, секоја група, дали се тоа сегашни минати, пензионирани, вработени во Министерството и армијата, на секој еден, само да биде издржливо, секој едно решение, заедничко прифатливо и да не направи отпор од секоја била друга категорија во државата и да биде незаконски нешто и неуставно. Ова го кажувам бидејќи во минатото по многу основи не се исплакува љупче. И заради тоа имаме толку многу тужби. Сега она што сакам да го разговаравме денеска со дел од синдикатите и со други, како од нив да произлегуваат решенијата за да нема тужби. Знаете колку се намалија тужбите бидејќи све редовно се исплаќа. Можеби негде нема да стигнеме или не знам негде ќе нешто нема да постигнеме на време, но се она што следува по колективен, по правилник, све ќе добие секој еден од нив. Јас знам многу работи што се зборат, сепак сум министер, стигаа до мене сите работи, наеднаш не можам се да оправам, но пробувам максимум и се вложувам, најголем дел од процесите ги ставаме на нозе како раководство во министерството за проблеми да нема во иднина.
И тоа е многу важно и тоа го видое дури и од ревизијата. И тоа е констатирано дека пробуваме на секој еден процес да бараме решение за да се подобруваат сите состојби во министерството и тоа некогаш не се гледа. Тоа е многу хартија, многу работа и така подлога и квалитетни луѓе поставување на командите или слично да се намалат сите овие процеси. Во минатото имаше доста критики за некои постапки што се водеа во министерството, не би ги зборувал сега, но сега веќе тоа никогаш не се збори. И тоа значи дека сме успеале некои работи да станат систем, што јас сакам да работи институцијата по систем, се разбира. Скоро за 3 до 4 месеци, 3 и полчинам, ќе направите 2 години на функцијата. Еве гледано од почетокот, дали е полошо или подобро од она што го очекувавте или како да кажам полесно или потешко од она на кое што се надевавте за крај? Лучо, ја 10 месеци сум без министер и повеќе од заменик министер. Повеќе од 10-11 месеци менаџирам на секој еден сегмент максимално посветено секој еден ден и без заменик министер кој што некогаш се разбира многу може да ви помогне, еве драго ми е што имаме, каде што може да фатиме се да покриеме, дали станоци во влада, дали во собрание, гледам да сум достапен максимално на секој еден, за секој еден состанок, пробувам максимално се разбира. Дали сум задоволен, може повеќе, може се разбира, но треба внимателно и да се пристапува кон сите работи, бидејќи најчесто се поврзани со средства, со буџет и така натака. Јас ќе давам се од себе, се разбира. Не ги бројам месеците, ниту па ми е тоа важно, колку ќе останам, колку ќе сакам да сработам, да остане простор за многу генерации после мене да имаат на еден правец. И ми се допаѓа и тоа што и во армијата има и од началникот па преку генералите сакаат и они да се вложува за да остане за генерации и така натака, еден систем да се подобри. Сите оние планови што ги правиме со билатерални држави, со секоја скоро зими имаме посебен билатерален план, како повеќе обуки, како повеќе се да се вложува во луѓето што тоа ќе остане низ годините и така натака и така натака. Многу се работи. Навистина многу се работи и еве, ви стојам на располагање секој еден ден за секој едно прашање, за се што мислите да прашате во министерството, еве, може и погодишен план за јавни набавки или она што е држава со држава план, дали она што се информации на влада, се она да видите дека скоро сме една од најдобрите институции во постапување, во работење и така ќе продолжим. Дали јас треба тоа го кажувам, мислам дека нека цена од граѓаните колку се работи, ќе даваме уште повеќе енергија за да ги подобруваме состојбите. Дали може наеднаш? Не може, но многу работи што порано не се правиле, се размислувало на други работи, а знаеш на какви работи некој повеќе сакал да склучи договори, него да размислува за развој и така натака. Оставете нешто и за вториот мандат. Ќе има и повеќе мандати, но знаете, ова ќе ми дозволите. Во војната индустрија не е толку брзо вие да набавите оружје или да набавите системи и така натака. Треба време, треба да се произведе, поготово сега во овој свет, би рекол, каде што секој пробува што повеќе да се наоружи, затоа ни треба долгорочно да размислуваме што се ќе набавуваме, што ќе вложуваме и не треба тоа да го прават политичари. Тоа треба да го прават луѓето, војните авторитети што ќе даваат предлози како ние како политичари да го правиме, тоа се разбира со сите наши пријатели и партнери, пред се со стратешките партнери. Благодарам што бевте мој гост. Во секој време. Ми беше чест. И мене. Благодарам. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.